Со денешната епизода практично зачекоруваме во новата сезона. 53-та е како да е прва од онаа година што ќе следува сега со новите информации, со новите рубрики и со се она ново што интересно ќе се случува на островот. Во денешната епизода ќе скокнеме и до Њујорк, меѓу македонците во Њујорк, бидејќи јас се уште го чекам оној субвенциониран лет на владата за прв пат што ќе се реализира преку океански, а се однесува од Малта до Њујорк. Тоа го спречи ковид, бидејќи требаше во март веќе оваа година што изминува, тоа да профункционира и сигурно дека секако ќе бидеме на такво доживување да го почувствуваме и тој момент, директен лет кој што ќе биде до еден од најпопуларните или ќе кажам најубавите градови во светот. Барем тие њујорчаните така сакаат тоа да биде прикажано. Таму имаме македонци во центарот, во Менхетон, воспоставивме контакт со нив. Меѓу другите рубрики ќе имаме и нови содржини од денеска, а ќе слушнеме и за она што се случува со новата влада и со промените кои што ги направи во министерството, посебно она што нас не интересира. Министерството без ресор, кое што беше одговорно за како министерство за дијаспора, веќе не постои. Е одземено од функција и нема. Дали тоа ќе значи дека матичната наша држава се откажува од контакти со дијаспора или нешто сосем друго, ќе слушнеме директно, бидејќи воспоставуваме контакт директно со премиерот. Премиерот е одговорен за тие промени во министерствата и што тоа значи, бараме одговор. Ќе го слушнете во текот на денешната епизода. А не сакам да се потсетувам на оно што се случуваше пред неколку дена, оној земјотрес кој што го почувствувавме малку по опасно во Малта, 4,3 според магнитудата и кој што беше централно во Медитеранот на 6 километри од Бирзе-Буџа или 4 морски милји на длабочина од 10 километри. Практично се плашам дека ако има поголем земјотрес, барем такво е општото мислење на островот, дека може многу од објекти да се срушат како кула од карти. Архитектонското градење не е исто како она што сме навикнати да го гледаме на Балканот или на континентот со армиран бетон и така натаму. Овдека е варовник, камен врз камен и најчесто така се гради. Сега замислете малку поголема магнитуда, каков страф и каква опасност тоа би било. Среќа што Малта не е трусно подрачје, може би заради тоа што припаѓа на африканската земјина плоча, не припаѓа на европската, иако се наоѓа во Европа, и може би затоа се чувствуваат земјотресите повеќе ако се вака централно-медитерански или на овој дел од африканскиот дел, отколку они од Јужна Италија, Јужна Грција и така натаму. Затоа и немаше можеби паника, зашто малтежани не се навикнати на такви потреси. Буквално во 3 и 5 минути немаше ни запалено светло, ни луѓе по улица, ни излезени домови, ни страф, ни стрес, дека еве опасно е, може нешто ќе има уште нешто следно и така натаму. Некако јас не бев навикнат на тоа и неколку пати излегував низ прозор да видам дали некој ќе излезе. Практично не. Само по социјалните мрежи се споделуваа некои од искуствата. Тоа е островот. Уште една од различностите што ги имаме во континентот. Бидете со нас во денешната епизода, следуваат многу интересни содржини. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Малта во изминатите години важеше за една од земјите во Европска Унија каде што има најмала невработеност. Пред COVID-19 ситуациите, Малта беше на второто место, веднаш зад Данска. Како е сега, еве малку низ бројки.
Сега кога ги споредуваме бројките со, например, некоја друга држава, посебно таму кај што ќе заминеме сега, во Нью Йорк, смешно би било, не станува збор воопшто за никаква споредба. Но, зошто ќе одиме во Нью Йорк? Ќе одиме кај наши македонци. Овде кај имаме енклава и најбрза експанзија на македонци надвор од ковината во некоја европска земја, тоа е Малта, во последниве 5 години, но не има насекаде. Оној субвенциониран лет кој што ви го напоменав на почетокот, јас го чекам секако и тоа ќе биде првата релација да ја осетиме и да ја доживееме во живо со нашите таму. Воспоставивме контакт директно со Манхетан, каде што го имаме исто така еден македонски објект, под наводници ќе кажам македонски, односно идеја, реализација, дух, душа и практично се со кое што може да се пофалиме како совршенство во нашето македонско однесување и дружба со луѓето. Тоа е све склопено во The Consulate, ресторанот што се наоѓа во центарот на Нью Йорк, на Манхетан, а го држат македонци. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Како што ви кажав и во најавата, ете се поврзувам и во живо директно со Нью Йорк. Иако линијата воопшто не е воспоставена и е прекината поради ковидот и се надевам дека во брзо време ќе биде воспоставена, сепак аудиото ни дозволува да се врземе со Нью Йорк. Таму имаме македонци. Македонка која што јас се знам од многу поодамна, а вие ја запознавате сега, е Марина Михајлова и е една од главните кои што ќе ни прозбори токму на она што јас неколку пати го кажувам, е гордо секаде кај што ќе видам дека македонци успеваат, посебно во бизнис што е поврзан со угостителство и туризам, кој што ни е главна гранка овде на островот, на Медитеранот, централно и кој што ние живееме најмногу само од тоа, останатите 20% се бетинг и гейминг компаниите, тогаш задоволството е уште поголемо. Марина, добар ден, добро утро, добро вечер, не кажу, сите морам да ги наредам, бидејќи разликата е голема. 6 до 7 часа сме на релација Нью Йорк Малта. Тоа не прави разлика, бидејќи еден ќе биде буден, друг ќе биде сонлив и така натаму, во секој случај и двајцата сме сега будни. Кажи ми, како е во Нью Йорк деновиве? Посебно со она ковид растеретување, кај нас веќе како да не постои, остануваат само бројките. Како е кај вас? Здраво, Филе, пред се ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам за убавите зборови. И благодарам за шансата да јас да споделам нешто од моја перспектива. Во однос на тоа што го кажа, во моментов е пладне, сабота е исто и кај мене, прекрасен сончев, малку свеж ден. Во врска со ковидот ситуацијата е иста каква што беше. Нема улеснување, нема никаква промена, се уште е стегнато во однос на карантин, рестрикции, повеќето продавници работат селективно, со скратени работни време, неограничени број на посетители и така натаму. Најмногу на удар се рестораните, кои што ги има во огромен број овде во Манхетан, каде што живеам јас, и тие се тие кои што најмногу трпат. Сега, крајов на септември, официјално завршува летната сезона во Манхетан и се уште не се знае, има некои гласини дека после тоа ќе биде дозволено индор дайнинг, односно внатре да се примаат гости во рестораниве. Меѓутоа, тоа ќе биде со многу рестрикции, со многу ограничувања, со многу намален капацитет. Се уште ништо не е официјално, се надеваме дека ќе биде во најдобро светло се тоа изведено, меѓутоа времето ќе покаже. Ковидот е страшна, непријатна ситуација за сите, изрежирана или не. Тоа е друга тема, меѓутоа сите трпиме подеднакво финансиски и економски.
Да, овдека ние ги прележавме тие први почетни фази, влеговме во мерките внатре, како што рече, непријатна, потполно девастирана економија, посебно за луѓето кои што живеат од тој бизнис, а островот овдека само тоа живее, од ништо друго, само туризам и нормално угостителството најмногу претрпе. Среќа што владата овдека помогна на сите угостители и хотелиери и дури имаме објава дека ќе трае таа помош до март. Но лесно е нам тоа да ни се случи, бидејќи сме остров од 450.000 жители, помало од Скопје, малку помало од Скопје. Например, Гозо, кој ќе кажеме, Гозо тоа е вториот остров од Република Малта, е точно колку Менхетен и така го споредуваат. Големината, вика, на Гозо е колку Менхетен. Е сега, кога ќе споредиш Нью Йорк со 16 и кусур милиони и Малта, глупо е воопшто се споредува за тоа. Вие имавте, ќе кажам, пех, несреќа во сето тоа. Го отворивте тој прекрасен конзулат ресторан во време на стартот на ковидот. Сето она што го гледаме преку интернет, преку социјалните мрежи, да, функционира, но како ли ќе беше сето тоа уште поубаво ако не се случеше ковидот? Како издржувате со сите тие работи? Како воопшто, ќе кажам, на мускули го издржувате сиот овој период? Баш така, на мускули и со многу оптимизам се билдаме сите еден со друг секојдневно во текот на целово лето. Ковидот и целата таа ситуација официјално почна март 14 овде и од тогаш па се до крајот на април или негде почетокот на мај, нашиот ресторан, како и повеќето ресторани, беа комплетно затворени, бидејќи реално сите бевме исплашени на почетокот, бидејќи стануваше збор за вирус или опасен по човековото здравје и така натаму. Меѓутоа, после таму негде април, мај да кажам, полека но сигурно, еден по еден, вклучувајќи и нас, почнавме да ги отвараме рестораните, локалите, кои што беа само за take-out and delivery, само тоа беше возможно. И не беше идеално, меѓутоа подобро од ништо. За брзо време, за кратко време, почна сезоната, односно се отвори летото и на големо изненадување Менхетен се комплетно промени. Никогаш претходно во Менхетен рестораните немале можност да извадат маси надвор, зборам надвор на улица да излезат. Дел од оние кои што имаат можност да завземат од тротоарите или со сите дозволи и лиценци, и во минатото го правеле тоа, меѓутоа ова лето буквално сите ресторани извадија маси на тротоари, на улици, на вени, што комплетно ја смени сликата на Менхетен. Ако ги прашаш американците, мештаните овдешниве, многу им се допаѓа и многу го прифаќаат она што се века европски. Да, ќе кажа помалку личи француски стил, нешто што до сега никој нема видено на слики барем на Менхетен. Баш така, да, многу романтично, многу сладко. Сега ќе видиме со почетокот на зимава како се тоа ќе се спроведе и како ќе изгледа. Конкретно ние ресторанот го отворивме официјално на 6 ноември. Лоциран е Upper West Side Менхетен, на многу убава локација, корнер локација, која што е на еден блок оддалечен од еден од лесовите во Централ Парк, така да фреквенција на луѓе има постојано голема овде. Малото е, што се века резиденшал мало, не е туристичка локација, така да тоа прави малку разлика дефинитивно во добра насока. Друго што го издвојува ресторанот е што типично за Менхетен е имам голем број на локали, како што кажав, и повеќето се мали во квадратура. Тоа ми беше едно од изненадувањата кога прв пат дојдов овде од Скопје, каде што ние таму научени на широки маси, се пареа и така натаму, овде се онака во мали димензии.
Додека па Конзулат важи за огромен ресторан, искрено не знам да претворам во метри квадратни, меѓутоа 3500 square feet е големината на ресторанот, што повторно не е типично за Манхетен. Го отворивме официјално во ноември 2019, веднаш имаше одличен фидбек, веднаш почна многу добро да функционира и да работи, но за жал не дочекавме конкретна, комплетна летна сезона. Истеравме и се уште ја тераме, нели, со оглед на околностите. Ќе беше многу подобро да не се случеше ова што се случи. Меѓутоа, кој што кажав, се е подобро од ништо, оптимистички тераме, летово изминува полека, но сигурно со многу добар резултат и огромен успех во однос на бројките, така да сме многу задоволни и се надеваме на уште подобро. Целата идеја, од идеја до реализација, from A to Z, е негово дело. Така што, тој е одговорен за сето тоа. Не е сам, има двајца партнери кои што се професионалци во угостителството. Едниот е сертифициран професионален сомелиер, другиот е миксологист. Одлична екипа е и се многу успешни за сега. Дизајнот на интериерот е цела изработка и идеја на Лариса Михајлова, тоа е што наш family member, член од семејството, така. Конзулат има прекрасна позадина и прекрасна порака. Прво и основно, како што си ти самиот, а и ние, доселеници овде имигранти, така. Во секоја ситуација, во секој момент, сите ние бараме, сакаме, очекуваме support, поддршка, место каде што ќе можеме да отидеме да се обратиме за било што, нели, тоа е конзулатот во секоја една држава за нас доселениците. Идејата беше да се направи едно вакво место, затоа и се вика конзулат, каде што буквално секој е добре дојден, кој што сака да сподели нешто од своите корени, од своите краишта, со сите нас, ето тоа преточено, исплотено со многу вкусна храна, благодарение на извонредниот шеф кој што стои позади сето тоа, тој се вика шеф Алан Варгас. Многу сме горди и среќни што е дел од тимот. Така да, од прилика тоа е приказното. На крајот ќе да прашам дали си имала среќа да запознаеш во конзулат македонци и малтежани, бидејќи ние овдека работиме исклучиво емисија за македонците малтежани, така и е крстена емисијата. Дали некогаш имало прилика да сретнеш македонци и малтежани во ресторанот? Доаѓаат ли? Интересно. Искрено не. До сега не. Интересно, значи ќе забележиме. Пази, полна година, така да има време. Да. Затоа реков на почеток е, да. Да, почеток е, така да апсолутно времето е пред нас, секој еден е добредојден и многу ми се допаѓа што особено овдешните, како што кажав, локацијата е таква, местото малото е такво да нема нешто многу туристи, а пак од друга страна и наспроти тоа овдешните се многу љубопитни да дознаат за секој еден од каде, од кој крај доаѓа, па нешто повеќе за тој крај. Така да, баш е интересна целата приказна и можноста, нели, сето тоа да се сплоти баш на тоа место во ресторанот Конзулат со превкусната храна и извонредните коктели.
Супер, јас се надевам дека, барем јас очекувам дека аеродромите во Малта е зависно од аеродромите, ако не работат авионските линии како што беа претходно, ние сме комплетно отсечени од светот. Со првата најава и отварањето се уште го чекаме оној директен лет што го најави владата дека ќе го отвори Малта Нью Йорк и дека ќе биде реализиран барем со првото отварање, се надевам од април натаму. Тогаш биди сигурна дека македонци, малтежани кои што ќе пристигнат први во конзула да пробаат се она што го гледаме по Инстаграм и по Фейсбук, тогаш ќе видиме ние со нашата екипа и ќе го реализираме тоа. Едва чекам и се надевам дека тоа ќе се случи најскоро. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Министерството без ресор, што беше задолжено за диаспора, веќе го нема. Директно прашање е поставено до премиерот, бидејќи само тој може да одговори на тоа лично и е одговорен практично за тоа. Дали се прекинуваат врските со диаспората и што е посреди на ова? Мислев дека ќе прерасне во Министерство за диаспора. Не. Веќе го нема и одговорноста за сега во овие моменти припаѓа на Министерството за надворешни работи. Има национална стратегија која беше изгласана, сега кој ја контролира, имаше разни проекти кои што требаше да се реализираат и сите оние врски со диаспората. Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев во неколку следни минути со одговор на ова прашање. Добро, благодарам прво на прашањето, да ги поздравам сите наши македонци што не слушаат, што не гледаат, што не следат. Прашањето е одговорено овде во Северна Македонија. Ке сакам уште еднаш да го реафирмирам, еве прилика. Прво се работи сосема за спротивното, односно за обид за зајакнување на врските на матичната земја со целиот наш народ што живее надвор од Северна Македонија. И во тој еден контекст ние сме земја во развој, не можеме да создаваме министерства за се, а сепак потребите од одредено институционално подобро поставување од порано како искуство, државата, новата влада заедно со парламентот донесе одлука како да го димензионира во периодот кој што предстои. Досега имавме Министерство за диаспора без ресор, каде што функционираше министерот, шефот на кабинетот, секретарка и уште еден вработен. Тоа не е доволно, затоа што нашата диаспора е огромна, е во милиони и е насекаде во светот. Следната задача е да направиме поголема капацитетност за подобар сервис, поефикасен, побрз сервис на нашата диаспора, водени од желбата за брзо да испорачуваме услугите кои што ги имаат нашите луѓе како потреба од матичната земја, но и надевајќи се дека ќе привлечеме голем дел од нив да тоа што го заработуваат по белиот свет дел барем да го враќаат дома, да им зајакнува врската со Северна Македонија. Од такви едни околности не можеме да создадеме Министерство за спорт кој што има потреба. Не може да создадеме Министерство за енергетика, има потреба. Министерство за диаспора има потреба. Отидовме со одлука за создавање на генерални секретаријати или директорати, точното име ќе им биде во самата влада, кои што ќе бидат составени меѓу 10 и 20 луѓе административни капацитети, за да се навистина поставеноста биде за граѓаните, а не да сместуваме министер и негов кабинет под превезот на тоа што вистински треба. Така да правиме домечирање на вистинската потреба, да немањето на капацитет да создадеме нови министерства, цели ресори кои што ќе функционират, а се реални потреби, правиме измеѓу чекор кои што ќе бидат директорати, во кои што ќе се има директор на самиот директорат со 10 до 20 луѓе, зашто ќе имаме таков директорат за странски инвестиции, таков директорат ќе имаме за ромите како најсиромашна заедница кај нас и тие се фиксирани како директорати, но секако едниот од директоратите е токму диаспорат. Ние како влада, а и целокупното наше општество, посебно економскиот совет на владата, гледа сериозни капацитети и за економско раздвижување на земјата, но и за можност за создавање на квалитетни профити на наши луѓе кои што имаат слободен капитал, кој што може овде да го инвестираат во државата, верувајќи дека двете
траки на кои што ќе работи тој директорат, ќе биде сервисната улога кон нашите, да биде зголемена во капацитет, да има многу поголема ефикасност, многу поголема брзина во незината работа. Еве во короната видовме колку од наши луѓе се заглавени, не можат пасош да изведат, не може да си дојдат дома, не можат своите кои што се заглавени некаде во Рашчекор дома или во новата земја кај што живеат, да редовно ги обавуваат своите потреби животни или слично. Така да едната трака на која што ќе работиме токму таа или лента, а втората лента е економската лента, каде што веруваме дека ќе има вин-вин ситуација. Ако можат германските, француските, австријските инвеститори да гледат интерес овде и да вадат добри профити, мислиме дека и нашата диаспора може со поголем интензитет да продолжи со инвестиции во Северна Македонија. Како што и досега имаме успешни примери, се надеваме дека ќе имаме многу поуспешни примери. Тоа е идејата, тоа е дел од новата програма сега на владата. Јавно е соопштено, на парламентот е образложено и веќе се прави законска измена, се драфтира текстот за создавањето на директоратите во самата влада. Добро, тоа е веќе една друга насока која што може да биде само позитивна, вака како што ја објаснивте, и тоа е окей. Дали тоа значи решавање и на проблемот со конзуларните представништва, како што на пример ние овдека во Малта го имаме проблемот, се поголема и поголема диаспора сме, посебно со голема експанзија во последните 5 години овде во Малта, а се уште иако има дозвола за отварање на амбасада, нема ни дипломатско представништво. Токму тоа беше она што го рековте, проблемот со пасошите, кој што за среќа новата влада го реши експресно брзо. Но дали тука ќе спаѓа и тој оддел да што поскоро се воспостави тој дипломатски, вистински, реален административен контакт со Малта? Искрено, конзуларните представништва и по законите се дефинирани и така е во пракса под Министерството за надворешни работи. Малта е една од новите земји каде што ни порасна многу брзо во последните неколку години нашата диаспора и веќе се јавува практичната потреба. Ние формалностите со владата на Малта ги имаме завршено. Дури имаме и предлог луѓе за почесен конзул, но и сакаме да си поставиме наш конзул, кој што секако ќе ја врши работата. Директоратот ќе може да биде само од помош на целиот менеджмент на процесите кои што се вршат дел низ конзулатот, но дел се вршат и генерално по други потреби, како што ги спомнав, економските потреби, например, и на граѓаните, но и на државата наша. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервал од 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно скришно место. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Да, ги сведувам асоциациите за потера. Време е за потера. Ни останува уште една недела. До сега имавме неколку финални решенија. Милја и пирати се оние кои што требаше да ги запамтите од изминатите 2 недели, и последнава е тврдина. Значи имаме Милја, пирати и тврдина. Ако уште не ви текнува, чекајте од понеделник последното финално неделно решение и тргнете по подарокот. Сигурно дека ќе го најдете. Минатата потера знаете како заврши, со пронаоѓање. Така што има време. Уште 5 дена до четвртото финално решение и конечниот затварање на овој циклус од потера. Значи, времето е пред вас. Јас само ќе ви повторам. Милја, пирати и тврдина. Работете!
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Нема ништо побаво кога човек го одмара погледот во морскиот хоризонт. Тука доаѓаме и до самиот крај, а секогаш од оваа епизода па во следната сезона на крајот ќе имаме една рубрика In и Out. Што е она што е in во изминатава недела на островот и што е она што е out. Значи, останете уште 30 секунди да видите што ние одлучивме како редакција дека е позитивното и што е она што е негативното на островот како едно наше резиме за изминатите 7 дена. Бидете ми во добро здравје и уживајте што повеќе вдишувајќи сонцето и морето во ова октомвриско прекрасно летно време. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.